Кој ќе ги лекува пациентите од крајниот исток во државата? Постои опасност околу 50.000 жители од Пијанечко-Малешевскиот регион да останат без соодветна здравствена заштита. За 3 години, неколку специјалисти во Македонска Каменица, Берово и Пехчево ќе заминат во пензија, а нивна замена се уште нема. Ако подитно не се испратат млади лекари на специјализација, постои опасност Делчево да остане без невролог и интернист. За кратко време ќе немаме, затоа што специјалистичкиот кадар 90% ние околу просечна возраст 58 до 63 години, така да, а специјализациите се од 4 до 6 години, така да нема да имаме, може да се случи да имаме 1 година до 2 да останеме и без некој од тие кадри сега што ги имаме, така да дојдеме во полоша позиција од сега што сме. Но не само интернистите се дефицитарен кадар. Крајниот исток кубури со педијатри и општи лекари и гинеколози. Во Делчево родилиштето одамна е затворено, а децата од Берово и Пехчево за преглед кај педијатар мора да патуваат до Кочани, Штип или Скопје. Па нормално дека е трошок. Пари нема. Ако има, ќе ги носиме, ако нема. Дома. Во Делчево не се раѓаат деца, мисла неколку време, години, одат у Штип или Скопје. Но парадоксот да биде уште поголем, поради заминување во странство, Делчевскиот здравствен дом покри стручен, останало и без технички кадар. Амбулантни возила имаат, но нема кој да ги вози. Имаме комбиња, релативно добро, макар што во ваков пасивен крај, кој што е оддалечен од клинички центри, возилата се најбитни и никогаш не се доста. Лошите услови за работа, ниските плати и неможноста за доусовршување се причина за масовното иселување на медицинскиот кадар од државата. Екзодусот на лекари расте со забрзано темпо и само минатиот месец за 2 недели 80 на лекари од Тетово заминаа во странство.